Време е да направиме една убава колаборација, повторно музиката и храната, ќе си имаат една кохезија, ама сега ако не гледавте барем пред 15 на 20 минути, Катер всушност веднаш по пи, која што нели ве кани на ние луѓето, имавме прилика да се лоцираме ние со објективот на Телма камера, токму во близина тука што се вели во соседство, во склоп на спортски центар Борис Рајковски, ама во базенот каде што се случува или најавивме конкретно со Сашо, дека на 3 и 4, поточно денес и утре, апропо 13 ноември ослободување на Скопје се одржува третиот поред меѓународен мастерс турнир во ватреполо во базенот Борис Рајковски. Сега, јас велам, спортистите некако ми се убава динамика во студио, кој што знаат да направат некогаш и свој преседан, ама вистински во кујна да ги видиме. Сега дека ние ветерански прикажуваме некакви комбинации со ножеви, ама ќе направиме некаква убава закуска и ќе се споиме или ќе ве споиме повторно со датумите кои што ги споменав или конкретно некако да ја глорифицираме таа ватреполо сцена. Што ми е интересно, дека кога се слушнав со почитуваниот Андреј Георгиевски, инаку меѓународен судија во ватреполо Федерацијата на Македонија, не поврза со адреса со Џулијан Доренберг, инаку ватреполо судија од Германија, тие се знаат, имаат некаква убава своја пријателска историја и тој ми вели не доаѓам сам, доаѓам токму со Џулијан. Така што, ladies and gents, дами и господа, ова ни се Андреј и Џулијан. Welcome, Julian. Once again, Андреј, ви благодарам уште еднаш. Ви благодарам на гостопримството и на оваа прилика што давате да го промовираме нашиот спорт, овој голем и значаен турнир во нашиот град. Правевме некои разговори јас и ти по телефон. Она што ми е важно дека кога јас бев практично основец, беше тогаш многу популарен ватреполото. Беше прилично и во експанзија пливањето. Се уште остана, ама ватреполото некако ми остана во некоја сенка. Сега ми влеваш надеж со се ова што ми го спомена. Ќе поздравиме Симона и целата екипа која што нели е дел од оваа организација со базенот Борис Рајковски, Сашо и целата екипа, што ми велиш на некој начин со ова започна една нова динамика и една нова табула раса за повторно се даде аплауз, едно големо браво за тоа што нема да погрешам ако кажам сега дека ќе се случува втора нова експанзија можеби на ватреполо сцената. Нема да погрешиш, нашата цел е да ги реанимираме сите, правиме голема, широка, сеопфатна регрутација на старите членови, сегашни ветерани, кои што ја прифатија идејата, иницијативата да ватерполо клубот Вардар настапува на сите турнири кои што ќе бидат организирани во регионот и пошироко. И веќе еднаш во организација на нашата федерација и федерацијата од Финска успеавме да направиме една мешана екипа која настапи на Европското првенство минатата година во Рим. Збориме како тим, збориме сега? Како тим. 5 играчи од нашата екипа со неколку играчи од Финска и од подпомогнати од германски играчи и холандски. Најбројни беа нашите играчи од Вардар. Браво. Тренерот беше од Вардар и јас бев како меѓународен судија на тоа првенство и заедно со мојот колега Јулијан го судевме и финалето во женска конкуренција. Ова се случува кога? Септември месец 2022 година во Рим. Голем турнир со преку 70 екипи во повеќе категории, во две дисциплини мажи и жени. Екипите беа групирани во категории од плюс 30, плюс 40, плюс 45, плюс 50, плюс 55. Тоа ми се допаѓа во ватреполото. Луѓе и понатаму рекреативно го користат спортот. Да. Дали ќе го имаш како хоби, дали ќе го имаш како рекреација или вистински ќе си влезеш во ватреполото, останува нели на. Така, ова е еден од малкуте спортови што може да се практикува и на овие години, на оваа возраст. Јас сум меѓу најмладите. Таму учествував како бидејќи сум и меѓународен судија, учествував како судија бидејќи нашата екипа која зеде учество таму беше во категорија плюс 55 години. И нашиот највозрасен играч имаше 70 години од Струга. Би ги поздравили и ветераните од ватреполо клубот Струга и од ватреполо клубот Охридски Бранови и тие активно се вклучуваат и на нашата иницијатива дадоа одговор и организиравме неколку турнири на Охридското езеро и во реката Дрим, што е куриозитет во светот да се игра ватреполо во река,
и благодарение на многу подпомагатели и локални чинители тамо, успеавме да направиме оваа година на 2 август празникот да го прославиме. И знам дека фотографии некои може ќе погледнеме, баш за ова дознав, искрено мора да споменам од мои пријатели кои што се родом од Струга и баш биле тука во тој период кога ги гледале овие турнири. Да. Супер. Сакаме и тамо да го возобновиме ватерполото на начин што во пливалиштето кое е едно од најатрактивните игралишта во Македонија и тамо впрочем почнува ватерполото. И добро, знае Андре да биде комплицирано, тешко така во отворени води што се вели да се постави сцена што се вели за ватерполо? И како е комплицирано, поготово во води кои што се отворени. Значи, сме играле турнир пред неполни 2 месеци во Сплит, на една од плажите во Сплит. Гледам и на Кајронот фотографија од тамо. Ова е баш Сплит? Да. Ова е една плажа Дуилово. Локална иницијатива Еко Задруга организираше турнир со цел да се самата плажа и возобнови и заштити природата од загадување, од да кажам уништување од луѓето пред се, нели? И на таа иницијатива сите клубови дадоа одговор, вклучително и нашиот клуб од Македонија, од Вардар. Ние учествувавме и бевме единствена екипа што е надвор од Хрватска. Би сакал да ги поздравам и тие наши домакини што денеска се тука дојдени. Ние сме им домакини, значи ватерполо клубот Стари Ас од Сплит, понатаму ватерполо клубот Магла исто така од Сплит, дојдоа оддалеку за да ме почастат со нивното учество и присуство и овој турнир да стане многу броен со 13 екипи. Браво, браво. Често пати и други екипи доаѓале и повторно се тука. Сакам да ги поздравам екипата од Макарска, кај да и ние сме биле таму на турнир, Галеб Макарска, понатаму Енфилд од Лондон. Тоа е една екипа која што има еден член наш соиграч во тимот, пред 30 години играше и тренираше со нас, Мартин Илиевски. Сакам да го поздравам и можеби тие се најзаслужни зошто нашата екипа се активираше и влезе во водите на ветеранското ватерполо. Јасно, јасно. Би сакал да ги поздравам и нив затоа што од кога дојдоа прв пат во 2013 преку контакт од Мартин, нашата екипа се организираше и откако веќе ние ги завршивме своите редовни кариери во играње на редовно ватерполо, го анимиравме тоа ветеранско, дознавме дека и постои така, дека има многу голем број на турнири на кои се организираат и може да се учествува и европски и светски првенства. Па сега денеска екипата кај нас во Вардар број отприлика околу 40-50 членови. Да, тоа забележав и некој во организација на Вардар ветерани, поддржан од општина Карпош. 13 екипи со играчи од 12 земји, значи ќе кажем Македонија, Хрватска, Црна Гора, Босна и Херцеговина, Грција, Турција, Словачка, Унгарија, Велика Британија, Јапонија, Германија и Бугарија и домакинот Вардар ќе настапи со 2 екипи. Што значи сериозно овој турнир сега? Какво ново поглавје, Андре? Искрено? Тоа е место каде можеме ние да покажеме на младите генерации дека ватерполо спортот и како е интересен. Ватерполо играта која има долга традиција кај нас. Од 1947 се формираат првите 2 клуба на Охридското езеро, еден во Охрид, еден од Струга и 2 тренери од Хрватска. Практично прва половина на минатиот век. Така, од островот Корчула доаѓаат во Охрид и во Струга, почнуваат тие зачетоци и од тогаш навака тој спорт многу се развива. Нашата екипа Вардар во Југословенската лига учествувала во највисоките натпреварувања во прва Б лига и тоа е еден од најголемите успеси и денеска имаме играчи во нашата екипа кои што играле во тоа време и настапувале за екипата на Вардар. Имаме од нив денеска се многу активни вклучени во спортот како тренери на млади генерации. Некои од нив се и во странство, работат професионално веќе 20 години. Имаме 2, сега и 3 македонец на островот Малта, кои што имаат направено многу голема рейтинг, промоција на нашиот квалитет на работа како тренери. И на цена се, да кажам, ајде, и пред многу водечки сили во
во ватерполото македонските тренери ги бараат. Браво. Затоа што се покажале нашите кои отишле за почеток, Сашко Поповски и Дејан. Богата историја. Да. Знаеш, слушајќи те, практично се сваќам дека можам со тебе да направам еден документарец, а и нема да погрешам ако направам можеби во некој од нашите следни изданија ние со вас како Ватреполо федерација. Ама да си го представиме сега и Јулијан кратко. Она што е интересно дека всушност родом од Германија, ќе се обидеме некако да го преведеме и да цитираме, бидејќи некако ќе се поврземе и со кујната, нели, благодарение на Јулијан. Како велиш ти дека кога си бил во неговото родно место, неговата баба, всушност прави некаков оброк, во кој што живееш и денеска Јулијан ќе ни го представи за на Телма телевизија, така? Ви благодарам што дозволивте и нашиот гостин Јулијан да дојде во оваа емисија и да презентира дел од својата традиција, култура и нашиот спорт да го презентираме заедно. So Julian, what about you, my friend? I assume that you are not for the first time here in Skopje. No, it's the second time actually. The second time? Yeah, Andre because of Andre? Yeah, exactly. Andre invited. We met in 2019, I think. At the European Universities Championships in Koper, Slovenia. And afterwards we met again at the European Masters Championships in Rome, and there he invited me, okay, come to Skopje, meet our culture, and let's play some water polo together. And then I was here for a wine festival, and by the end of last year, now I'm back and very happy that Andre invited me to join the tournament with so many great teams. Yeah. Да, би сакал само за гледачите да преведам што Јулијан ни пренесе. Нашето пријателство е од неодамна, скоро 5 години, кога се запознаме првпат на еден од ватерполо турнирите кои беа во организација на Универзитетската спортска федерација. Наша екипа учествуваше тамо во Копер, Словенија, и тамо ние се запознавме бидејќи јас бев во својство на судија и Јулијан беше во својство на судија со Универзитетот од Ахен од Германија. И нашите екипи и нивната екипа одлично се дружат, така и ние како суди. Воспоставивме пријателство на начин што секој наредно гледање ни беше драго да се видиме и да заедно одсудиме утакмици, нормално се со цел и намера за промоција на спортот и fair play игра. So this is a long-term friendship now. Yes. Yeah? Океј. Долготрајна сложиме, да. И следно беше кога учествувавме на Европското првенство во Рим, па следуваше, како што кажа, неговото гостување за прв пат во Македонија минатата година. Беше дел и од винскиот фестивал на Младо вино. Знае кога да дојде Јулијан тука. Имавме гости од Хрватска, па инсистираше и тој да биде дел од судењето и нормално промоцијата на Македонија. Направивме една кратка тура из Македонија. Значи, ова дружење со ветераните е пропратено секогаш и со промоција на земјите и местата каде што гостуваме или каде што сега конкретно не гостуваат. Значи, ние на базенот ќе одиграме 14 надпревари денеска. Тие ќе бидат од отворен карактер? Од отворен карактер. Значи, може да појдат од колку часот во Борис Рајковски денес? Веќе се отпочнати надпреварите. Ти ми спомена 10 часот. Од 10 часот и денеска турнирот трае до 17 часот. Екипите што се поделени во 4 групи, вкупно 13 екипи, ќе ги одиграат групните фаза на надпреварите денеска, а во текот на утрешниот ден ќе почне разигрувањето, тоа е четвртфинале, полуфинале и финале. Повторно од 10 до 17 часот активно играње ватерполо со мали паузи, значи секоја екипа ќе одигра дневно по 2-3 утакмици. 2-3 утакмици се да не помисли публиката дека е тоа претешко за нашите ветерани. Нашите ветерани како се спремни, но играме по скратени правила на малку поскратен терен, 5 метра пократок е теренот, на 25 метри со 20 метри базенот игралиштето. Редовно правилата се на 30 и 20 метри, 30 метри должина и 20 метри ширина. Ние играме две полувремиња по 8 минути непрекинато време на играње. And Julian, he will be the special guest star here. But I assume he will be maybe included in this agenda of water polo tournament, like a referee water polo here this year?
Yeah, we'll be whistling the tournament, and the team from Sarajevo just asked me. So you will be here for alarming something. Yeah, for exactly. Great. Yeah. Марко, да. Сакам да преведам. Многу интересно што Јулијан се придружи на овој турнир како неутрален судија, бидејќи ни една екипа од таа земја или неговата екипа не е да учествува овој пат на турнирот. Но спонтано вчера со екипата која пристигна од Сараево, Вучко, побара помош бидејќи нема доволно играчи кои што допатувале и тој веднаш се сложи така да веќе не е неутрален, туку и ќе игра за екипата на Вучко. So the agreement is settled. Yeah. It's interesting when I read your biography resume, I spotted that you are included in this computer science and mathematics. It's a quantum physics for me. It's a question mark for me, but it's interesting. How did you put yourself in a water polo tournaments and etc. etc. Even in general, from a mindset. Yes, because you make a big distinction when you put yourself and your thoughts in the computer science, and you make a difference in these sport events. Yeah, so computer science is very, let's say, unemotional. You want to be neutral and focused on objective, but water polo, it's emotion. Sports is about emotion, and the point is actually that brings a good balance to my life, because I have this emotional sports that helps me to focus on computer science in my profession. So that brings a good balance. So it's not a big of distinction, but it's a question of bringing it together, not just making it distinct. Albert Einstein would say in the past, you must make a balance as the two wheels. Би сакал, ова е интересен дел од конверзацијата да преведам. Ќе се обидам да во кратки црти Јулијан ни пренесе дека врската помеѓу ватерполо судењето и ватерполо спортот и компјутерските науки кои се негова професија во животот. Тој е докторант на универзитетот во Ахен и е длабоко навлезен во суштината на неговата професија и каде што се бара и како да биде човек неутрален, без емоции, да има објективност, а од друга страна кога е судија во базенот, тука има многу емоции и многу емоција. Еден баланс се прави врска помеѓу едното и другото, да. Сега ќе ги споиме ние храната и музиката, девојките нешто ни конверзираат, ама she's a masterclass. Зарина Правасевда. Can you mention Зарина Правасевда? Да. No. Her name is Evgenia, but her stage name is also as Zarina Pravasevda. Her stage name, and she just bring and embrace the world in one hand. Сега сигурно ќе уживате бидејќи Зарина Правасевда со незините триумфи и признанија годинава, ама сигурно ќе најде можеби што некој концерт, ама ние ќе се бидеме имаме многу македонска храна имаме денес, односно македонска. А може ли да салата овошна? Салата овошна, ама прво како најава и како нели моабитање сакам да чуеме нешто од неа, па да чуе и Јулијан, па тогаш ќе знаеме за кого станува збор. Ајде одиме со музика.
Moriano de yo calesho yo Moriano de yo Moriano yo. Да, може. Така е. Зарина Првасовда се договараме долго време, ми вети дека ќе дојде и ве исполни првиот пат кога беше во можност. Прво благодарам. Благодарам и вас за поканата и за тоа што секогаш правите кога ќе дојдам тука во ова студио, се чувствувам како дома. Како дома. Што е многу битна работа. Така е, најбитна работа, небитна. Ќе одиме прво со наградата? Како ќе кажам. наредиш. А бит награда за најдобар нов талент. Тоа значи дека од 30 ноември до 2 декември нема да си ќе има во Скопје фестивал и што ќе се случува? Прво наградата од Upbeat е една интернационална награда која што е сериозно важна за она што јас го работам и за која што на крајот на денот од секогаш сонував и тоа што замислував дека сакам оваа музика која ја работам да биде на мапата на европските сцени за светска традиционална музика и тоа полека на сигурно се случува и тоа е еден голем успех за мене и за сите луѓе кои ја поддржуваат Зарина. Од 30 до 2 ќе се случува Пинк конференција која се случува оваа година се случува по 10-ти пат, ќе биде јубилејно издание во продукција на Passport Production. Да. И на 30 ноември јас ќе имам свој настап, односно на тој настап или пред тој настап ќе биде и доделувањето на оваа награда, ќе дојдат луѓето кои организаторите, да, и ќе дојдат и ќе има една таква церемонија и при тоа таму ќе се емитува и она видео кое што сега за 2-3 дена заминувам да го снимам во Париз. Одлично. И беше дел од наградата за победата на Upbeat. А тоа е снимање на видео со Блоготек, еден канал кој што е многу сериозен и кој што ќе направи да во смисла они снимаат такви урбани видеа на традиционална, односно на секаква друга музика, меѓутоа едно спонтано шоу и истото ќе биде со режија и со се и очекувам дека ќе биде многу убаво. Да. Како велиш мисла една, ајде ќе се обидам една, да? Дали се боише прашање во Треба да му дадеме на гледачи објаснување за ова што зборуваш, дека кога разговаравме што ќе зборуваме, во суштина ја замолив да има една мисла кога ми дава прашање, бидејќи можам да замислам како што мене ми се случуваат 70 мисли во тек во исто време, така и тебе, така да. Да. Како се викаше Костадинка? Е она вашата комшика од која се научила првата песна? Не, првите песни ги научив од дома, од татко ми, од мајка ми и така натака, меѓутоа во почетоците имав комшивка која се вика Костадинка, која и сега е здрава и жива, можеби не гледа. Која што беше екстремно талентирана, кога ми текне како пееше. Тогаш во тоа време можеби не разбирав да можам да проценам, ама сега кога ќе ми текне ги пееше точно песните од почеток до крај во интонација, во се со сите можни украси. А имаше никаква наобразба? Не. Тоа беше не, воопшто не. Така. И да, Костадинка ми ја пееше низ корија зелена босо момешета.
гледаш. И таа песна ме потсетува на таа жена и фала и многу што ете ми вршеше една неконвенционална едукација во традиционалната музика, додека ни живеевме тутун кај неа дома. Навистина. Да. Зошто не сакаше да се појавуваш? Велиш во почетокот дури не сакав солико да се појавувам, сакав само она што го кажувам да допре до публиката, па заедно да создаваме негов живот? Па затоа што сметам дека музиката воопшто, особено традиционалната музика во мојот свет, е многу поголема отколку било кое физичко присуство. И тоа се докажува со фактот што после илјадници години се уште песни се живи и при тоа не ни знаеме кој ги испеал прв. Така да се разбира дека ми годи да моето име се поврзува со традиционалната музика и да на некој начин луѓето знаат како изгледа овој кој што ја перформира песната во тој момент. Меѓутоа, тоа што е моја мото и најважна цел е тоа е дека јас сакам да оставам трајни вредности и сакам да оживеам многу песни кои можеби нема да се живи ако не сум јас тука. Во смисла, ако не сум јас канал кој што ќе ја пренесе таа работа. Така што најбитно од се ми е кога мене еден ден ќе ме нема тука, да моето име да се спомене како некој човек кој оживеал песни од нашите баби. Да. А како одеше со создавањето? Од Евгенија Здравевска да стигнеме до Зарина Првасов? Па, одеше и се уште оди, пошто Зарина не мислам дека е концепт кој завршува, туку мислам дека е концепт кој ќе се гради и ќе се гради додека сум жива. И тој концепт постојано се надоградува и со едукација, и со нови нешта кои на патот ги сретнувам, и со секојдневни соработки, луѓе кои ги запознавам. Затоа што на крајот на денот Зарина е склоп од повеќе нешта. Тоа не е само сцената и музиката која што се случува на сцена, туку моето битие генерално се трудам во таа една најчиста форма да излегува преку мојот глас, односно преку енергијата што ја вложувам на сцената. Така што сакам и тој дух кој го живеам јас како човек да можам да го доближам до луѓето. А тоа како се создава секој ден неуморно работејќи, слушајќи, преслушувајќи музика, работејќи несомнено на некои досадни работи кои што бидувајќи артист во Македонија мора да се прават. Административни, така, некои што не се многу инспиративни. Да. Тоа не треба и не смее да биде работа на артистот, бидејќи во секој случај работата си страда, мислам си страда сцената и си страда музиката во тој случај. Меѓутоа ние во Македонија сме приморани и тоа така го правиме и тоа е тоа. Ќе мора да се научиме да живееме со тоа. Велиш, за мене природата е манастир и една од најсилните инспирации и учители. Еден беше од инспираторите, да речеме, на создавање на или заштита на еден национален парк како Шарпланина. Продолжуваш со таа твоја, да речеме, мисија или визија за тоа дека без неа, без природата ние џабе ќе сме? Апсолутно да. Јас за жал заради работните обврски не можам да посетувам планина многу често, меѓутоа секогаш кога имам можност и кога ќе се качам горе, макар до Скопска Црна Гора, еве минатиот викенд бевме, кога ќе вдишам таму и кога ќе почувствувам тишината и секој пат се посетувам дека да, тоа е тоа и дека тоа не завршува природата, е дефинитивно еден од методите како човек духовно да се исчисти, како да се исчисти од сите овие наталожени стресови и проблеми што ги имаме во текот на денот, односно во текот на неделата. И како влијае во суштина природата на ова што го работам, тоа е многу интересна работа, затоа што вистината е дека кога сум таму и кога ќе се исчистам, кога ќе се вратам, мислам дека многу поубаво пеам. Добре. Тоа е една од работите, а друга од работите е дека пристапувам со многу прво сум посилна, пристапувам со многу почиста енергија и така натаму. И тоа е причината зошто постојано зборувам за природата и зошто сметам дека природата на сите нас треба да ни биде битен фактор
затоа што не мислам дека тоа влијае само врз ова што јас го работам како музичар, туку влијае и на човекот и влијае така многу е важно како воздух дишиме, многу е важно како се грижиме за неа. Како се грижиме за неа, исто така многу важно, тоа сакав следно да го кажам, и дека знаејќи го значењето на природата од ваков тип, ние мора сериозно да превземеме одговорност како се однесуваме кон природата, односно секој од Сабајле кога ќе трга на работа и пуши пикавец во кола, и тоа го гледав сега доаѓајќи навака, значи пушиме цигара во кола и пикавецот може ли да не го фрламе на земја? Да, ќе ни се случи ли такво нешто? Дали некако, како не знам да направим, јас постојано на сите своји интервјуа зборувам, на сите своји постови, значи цело време се трудам, се обидувам да зборувам за ова и некако полека веќе да идиме до еден степен каде што мора да се свати дека зачувувањето на природата. Зборуваме постојано за некаков тип на патриотизам, на љубење на татковината и така натаму, меѓутоа јас сметам дека не може да бидеме ние патриоти и родолюбци ако ние не се грижиме за природата, за се ова што не обкружува на ова парче земја. Така што кога зборуваме за патриотизам, тоа треба прво да ни паѓа на памет. Што направив денес јас за мојата татковина, а не постојано да очекуваме што нашата татковина за нас прави. Мене треба овој да ми даде, овој да ми даде, овој да ми... А што ние даваме на крајот на денот? И стартно треба да ни биде да дадеме на природата, односно да ја прегрниме, оставајќи ја чиста после секое наше битисување таму. Така е. Убаво кажано, колку имаш време сега да посетиш твојот роден град, крај? Многу малку, искрено. Не е дека мене цел ден ќе ми помине во пат, значи јас имам 2,5 часа возење до Демирхисар. Да. И ако имам еден ден, тој ден ќе ми помине во возење на така навака. Да, така е. Може да кажеме само кои се следни чекори или што се правиш заради тоа што веќе и следната година е исполнета со настапи? Во моментов сум фокусирана на тоа видео кој ќе го снимам во Париз како награда од Upbeat. Исто така во моментов се фокусирам и на неколку настани кои што ќе се случат следната година во Брисел, некои други настапи кои што ќе се случуваат низ регионов. Мојот настап на PIN конференцијата и ќе видиме пред Нова година, после Нова година сигурно ќе има нешто, некој концерт кој што мислам сигурно доколку успеам да го целото тоа организирам, бидејќи сама сум и продуцент на тоа што го работам. И се? Да. Така, задоволна за сега како и оди на оваа старина прва среда? И повеќе од тоа морам да ви признам, многу сум радосна дека со ништата сепак, многу често го зборувам тоа, дека со ништата сепак на крајот бидуваат вистина за оние кои што се доволно храбри да сонуваат големи нешта и за оние кои што се доволно работливи, вредни да го сработат, односно да го исчистат патеката, несомнено полна трња и други пречки и препреки. Така што задоволна сум многу и на крајот на денот сум многу благодарна на сите луѓе кои ме поддржуваат, оние кои ме бодрат, оние кои што бидејќи верувајте без таа, тоа е една психолошка поддршка која се случува кога луѓето ќе се појават на концерти, кога ќе го доживеам тој аплауз и кога луѓето ќе го видат видеото кој ќе го постирам каде што нешто пеам или кажувам на крајот на краиштата. Тоа е многу силна емоционална и психолошка поддршка која е горивото за ова што го правиме. Да. Како си рекла дека нели јас се давам себе си или музиката, а потоа таа живее и сето она што значи и публика и се тоа. Што вела твоите дома, само кусо па ќе одиме со реклами за да влизат пак во кујната да видиме што ќе ни изготват. По моите дома родители како родители нормално. Добро, секогаш се горди, се радуваат. Жнееме плодови на долгорочна работа заедничка. Мада морам да ви признавам дека кога критичари се? Не, пошто целото време работејќи на ова е цело време балансирање и жонглирање и со финансискиот дел, и со времето, и така натаму, и секој родител нормално од премногу љубов действува понекогаш со страв, а јас сум алергична на страв. И
понекогаш сме доаѓале до конфликти, па знаеш, чекај малку да не Што ти велат, немој многу да вложиш, да не се исплати, немој да се даваш премногу, или те сват, ја ако те разбрав добро, или она како беше со синот кога му вели на таткото, дај колку пари сакаш, само време да имам да те видам. Така твоето време ми не до јас со тебе ми не достигам. Им не достигам, ама и од друга страна се со должна предпазливост за се што правам, бидејќи јас понекогаш знам да направам поголеми ризици. Да. И тоа дури и колеги, и луѓе околу мене и така натаму сите би ми се обратиле со моментот чекај малце полека. Како што беше концертот, големиот концерт во Филхармонија што го направив без никакви претходни знаења, без ништо. Буквално ја закажав датата и се случи Филхармонија и се наполни таа сала. И така, понекогаш сум малце така, сонувам. Кога веруваш во сонуштата? Сонувам, ама и се остваруваат. И полека веќе... Сонуваш со отворени очи, значи. Да, сите со нешто се остваруваат. И родителите полека ги навикнав дека ништо не е невозможно и дека не треба да се плашат, затоа што јас верувам во себе си и верувам во што го работам. И дека треба да очекуваат убави работи и големи работи од Зарина Прва Сабра. Апсолутно. Да. А од кого го наследи ова? Има некој во семејството кој што убаво пее? Татко ми е автор на аранжмани од типот на кој? 4 месеци свадба се спрема, свршена спаса побегна. Значи имаше од када. Да. Добро. Така што татко ми е музичар, браќата се и двајцата музикални. Мислам, брат ми едниот кој живее во Софија е џез саксофонист. Мајка ми пее одлично и во незината фамилија исто така има генетика за пеење. Па ти од двете страни, се собра. Да. Се собра. И морам да ти признам, не дека си овде, му реков и на Марча утрово кога се разбудивме и прочитавме што тоа не следува во ова големо издание на ова наше шоу, дека си една од ретките, една од моите омилени не за друго, заради тоа што сакам изведувачи кои што умеат сета енергија која што ја носат, сето она што треба да го извлечат од себе и да го подарат на тацна, нели не се штедиш. Не се штедам ни во секојдневието затоа што јас многу сакам луѓе. Има луѓе кои се трудат за да можат да функционираат, а јас без луѓе не можам. Значи мене не знам како да ви кажам, излегувам на пазар, гледам се трудам да имам такво време за себе и да излезам во 8 сабајле. Во моментот кога пазарот почнува да живее, зашто многу ми е убава енергијата. И било некој од луѓето што работат на тезгата, ќе си застанеме, ќе си направиме некаков муабет, колку пиперките, какора. Значи, мене тоа вистински ме исполнува и ме инспирира. И при тоа, не се штедам во однос на тоа да се дадам. Најчесто ме препознаваат веќе. Неодамна ме препознаа од пазар и ми ги раскажаат сите деталји, ти имаш двајца браќа, така? Да, ти имаш 27, 29 години, ти имаш тоа, ти имаш тоа. И беше многу, и беше многу интересно, пошто кога ќе се сетат, начинот на кој ми пристапуваат е таков еден мајчински, нешто што несомнено јас го имам во себе си и јас го давам на луѓето надвор од тие околности кои тогаш ми се случуваат. Зборот ми е дека се она што ние даваме и тоа ни се враќа, се она за кое што мислиме, за кое што честопати се случува, веројатно и вас, да помислите некој човек од никаде и да ви напише или да ви се јави. Така да во моментот кога човек ќе разбери мојката на сопствената мисла, ништо не е невозможно повеќе и исто така треба да биде екстремно внимателен во однос на она што му поминува низ главата, затоа што дури и тие најмалите нешта кои поминуваат, стануваат реалност во одреден момент. Затоа треба да чуваме главата чиста од негативните вибрации и мисли и нормално да си чуваме сопствената енергија и срцето од секакви различни влијанија, бидејќи не секој човек, јас имав многу голем проблем во минатото, да се научам дека не секој човек ќе пристапи. Најчесто луѓето кои пристапуваат со негативни емоции и чувства кон нас се луѓе кои длабоко во себе си се несреќни, односно исплашени. Така што, но ние не сме тука постојано да бидеме мета на тугите проблеми, така да јас тоа многу време го учев и се уште го учам. Да на некој начин да си ја заштитам енергијата, бидејќи на крајот на денот таа енергија не само што е мојата животна сила, туку е и онаа сила која јас на сцена ја давам, која што
која што ми влијае секојдневно на мојот живот сега и она во иднина што ми се случува. Многу ти благодарам за ова, за окружување на овој разговор. Се надевам дека ќе ни дојде следниот пат со уште нови приказни, заради тоа што од сега знаеме дека Европа па и светот ќе ја види нашата Зарина Првацова како концепт и како се она. А за ризикување, само ти продолжи да ризикуваш. Мама и тато се тука само да те следат по патот. А сега е време за реклами, а потоа ќе одиме да видиме до каде е она овошна салата во која што има и македонско и германско и се нешто измешано. Во Телма амбуланта заедно учиме како да бидеме и останеме здрави. Совети од нашите гости, специјалисти во медицината со Марија Атанасовска. Телма амбуланта, денеска во 12 часот и 45 минути со Жан Митрев клиник. Филмски петок во Синеплекс со Магента Моментс. 2 билети и Магента Моментс мени за само 440 денари преку Телеком МК апликацијата. Оваа недела шеф Марк ве води на една живописна авантура на Галичица, која изобилува со особени природни убавини, карактеристичен растителен и животински свет. Гледајте како шеф Марк, заедно со своите пријатели, приготвува вкусни специјалитети во вистински планински услови. Не пропуштајте. Утре, 14:40, само на Телма. Заокружиме нашата менза и ќе извините сега вака што ви бевме гласни, дали не можевме да го довршиме нашиот разговор, ама ете некогаш ајде кујната музиката кога се спојува, така што како и да е. Во моментов ги спакувавме поточно македонска овошна салата. Најчесто така некако се обликуваме ние со овие прекрасни компоненти, а она што е специфично, we have vanilla noodles. Vanilla noodles. Yes, it's a recipe from your grandmother. Yes, exactly. Значи ова е vanilla noodles или пак we also say as a cooked or boiled pasta. Somewhat, yeah. Значи ова се варени макарони. И се што е потребно. What ingredients that we need for the vanilla noodles? Actually, it's just the pudding. Okay. Vanilla pudding. Exactly, basically it's just vanilla pudding. I mean, if you want to add cinnamon or something because you like that, then you can, obviously. Yeah, I woke up really early in the morning to prepare this for today. Thank you very much for that. So if you want to increase the taste, then you want to cook the noodles directly in the milk and not in the water previously, and then you just add the pudding powder to the milk and the noodles. This is the end of the story. That's basically the end of the story. Супер, значи потребни ви се само макарони и ванила пудинг и практично ова е вели самиот Јулен рецепт од неговата баба, еве утрово го направил ова за нас. А Андреј ни ја прави типичната македонска овошна салата. Ние често пати знаеме да кажеме дека имаме и овошна салата која што е базирана на зеленчук. Така. Ама еве имаме и ова подготвена. Мене омилена, ми дава многу енергија што е потребно за спортот, поготово наутро кога се имаат активности спортски. Овошјето дава директно енергија која што можеме веднаш да ја потрошиме, а сепак да останеме сити и да не бидеме гладни, а понатаму кога ќе следува главниот оброк да можеме нешто конкретно да се надополни и да се дополни. Ќе се надоврзам и на вашата гостинка, би сакал да кажам дека е многу битно како ќе ни остане здрави мислите, здраво да внесуваме храна, здраво да се однесуваме, да во здраво тело, здрав дух, затоа и спортот е многу битен. Ги повикувам сите заинтересирани гледачи да дојдат на базенот, отворени се вратите, бесплатен е влезот, за најмладата популација да видат како големи легенди со нас присуствуваат тука, ќе играат овие 2 дена во Скопје на базен Карпош, во спортскиот центар Борис Трајковски и непосредно ќе имаат прилика и да се запознаат со нив.
А сепак ви благодарам на вас за крај за можноста да презентираме. За македонската салата моја милена, во светот се практикува да се јаде во медитеранските земји, во Шпанија, во Италија, во Франција и кај нас и во другите балкански земји, во Јужна Америка, разни варијации, некаде ја практикуваат и да ја викаат Македонија, а да биде со за додадени зеленчуци, да речеме некоја зелена или пиперка жолта. На крај по своја волја може да се додаде и мед. Мед, цимет и сме завршиле голема. Мед, цимет со голема количина на енергија. Одлично. Да го заокружиме, ќе имаме за вас и секако малку да си пробаме од оваа салата и се гледаме на концерти. Повели Марко, однеси на гостинката. Со задоволство. Сега ќе јадеме. Донесеш Марча? Со задоволство. Со задоволство. А чекай, ова со макароните е внатре, се тоа видно? Не, тоа се макароните, дополнително ќе го пробате. Дополнително макарони. Да. Зашто комуницираме овдека и Зарина ми рече дека сака да проба, така? Сакам макарони со пудинг, кој сум пробала. Затоа што ти ги блокирав мислите. Ќе пробаме да ги макароните. Макароните пристигнуваат брзо. Вие може слободно да го спакувате ова издание. Убаво е. Овошенцот со бајле секогаш. Да. А другово ќе ни дадеш да пробаме? Веднаш, да. Тако за крај. Веднаш. Еве ни го и тоа спремно од Ќе го тестат ја. Со куп насмевки, ова е тоа што не го вкуси. Не сме го пробали. Повелата? You can join us. Океј. Добро, сега не измешано. Не измешано само. Ама е комбинацијата битна. Ќе пробаш? Ќе пробам. Сакате друго? Ќе пробам не се. Има ти ново, не е потребно. Да. Баш ни е драго и чест што имаме прилика и наша позната звезда да ги проба она што утрово ние се потрудивме да го направиме. Добро ли е? This is just a regular vanilla pudding. Actually, it's just regular vanilla pudding, yes. The only thing that you need to take care of is if you cook the Simply noodles as in the that. milk, you need less pudding powder. Може. Ајде, вака ќе наздравиме за крај, повели? Ајде. Повели Јулијан. Да има убав ватерполо турнир, да Добро има снимање во Париз. Да, и добро Благодариме, снимање фала така. многу што ме И поканивте следниот и што ми пат дадовте дури можност да дегустирам едно ново јадење кое што ќе го направам и дома следниот пат. ванила пудинг и макарони во комбинација. Што погубаво. Ајде. Толку интересно. Чао. Чао. Чао.